миграција имало од памтивек. Да, но ваква, Значи, наши луѓе одеа тука, во Белград, во Румунија, во Америка, мој прадедо, значи во Америка одел 1800 и не знам која година имало. Бариерите во тие држави тогаш биле многу поголеми и не можело да биде толкова миграција. Ако ги вакви бариери немало пред 50 години, што мислите во Југославија колку луѓе би останале? Реални треба да бидеме, но ние затоа треба да создаваме услови гранка по гранка. Ние не можеме во све да ја подобриме животот во Македонија. Ама ајде да фатиме од негде. Една област, втора област, трета област и да кажеме, не знам, оваа година ќе направиме достојни да можат да живеат, не знам, 50.000 луѓе, наредната 20 и за некои 4 години да знаеме дека 200.000 семејства во оваа држава се задоволни животот во Македонија. Ние полека, но сигурно создадовме општество во кое сите сме незадоволни. Дали од економската состојба, дали и мислам дека толку не се бега од економската состојба, од немаштијата, колку што се бега од лошото функционирање на системот. Верувајте, има и такви. Мислам дека тоа е главната причина во моментот за иселување. Да, примери каде што цели семејства се иселиле и поради едниот фактор и поради другиот фактор. Господине Ѓурчев, миграцијата југ-север постоела од секогаш и постои и сега. Дали е тоа Реджо ди Калабрија во Венето и Ломбардија во Италија, значи како што се случува во Италија, дали е тоа Балканот. Ако се сеќавате, вие сте млада, меѓутоа Стефче се сеќава спогодбата Вили Брант и Јосип Брос Тито беше 3 милиона југословени од сите републики, држави отидоа да работат во Германија, во Ауди, во Мерцедес. Ама тогаш ќе се согласите биле други услови. Сега зборуваме за други услови. Дозволете. Јас сум свидетел за сонот на Бугарија да биде 10 милионска Бугарија. 90-та година, 89-та, 10 ноември промената на системот, Бугарија имаше 9,2 милиона жители. Сега има 6,5 милиона жители. Значи секаде е тоа. Бугарија е членка на Европската унија од 2000 светски процеси. До светски процеси. Исто така и Романија. Беа 26 милиона, сега се 22 милиона. Да, но нас и наталитетот ни е катастрофален. Бела чума исто, има. Секаде е. И дури Европа има бела чума. Но треба ли да не теши тоа? Не. Туку треба да работиме баш на тој начин. Значи, пак ќе се вратам на тоа. Живееме во класно општество. Тоа никој не го зборува. Денеска не е битно дали си црн или бел или жол да влезеш на Кембридж или Харвард или Сорбона. Битно е дали си богат или сиромав. Тоа многу го пишува Јанис Варуфакеш, доктор на Кембридж. Значи, битно е како ние ќе гледаме работите. Во Македонија голема плата е 200.000 денари. Голема плата е. И нормално е тој што зима 200.000 денари во јавниот сектор да се откаже привремено една година. Има начини. 50 години истиот систем. Условно неквалификуван работник, потоа има стручна вештина, добро владење со материјата и коефициенти колку од прво началник на генералштаб, Врховен суд, Уставен суд, председател, премиер, министри, градоначалници. Нормално е тие луѓе сега што зимаат од 150 до 200.000 денари да се откажат од зголемувањето, од тие 250 евра. Тоа е нормално. Па премиерот зима 150. Добро и председателот. Добро и министрите се со 2.000. Добро, ама не така. За мене, судија во Врховен суд не верувам дека има 120.000 денари. Не, тоа не е големо. Повеќе имаат. Немаат повеќе. Мислам дека имаат повеќе. Јас ви гарантирам колку коефициент 3, колку имаат. Значи немаат ни 3, 3,2 мислам дека има. Мислам дека не е така. Од Врховен суд апелационен и основен се различни. Министрите се 3,1. Значи не верувам дека имаат повисоки плати од министри. 3,1 на 46.000 денари е 3,80.000 денари. 3,1 Стефче на 46.000 денари е 138.000 денари. И мислите за судија Врховен суд дека тоа е доволна плата? Не, мислам дека не е доволна плата, но за оној што има многу малку ќе даде пример тој кој што тие се 3.000 функционери или 4.000 функционери, тој пример на солидарност го говорам. Дека тоа не е привилегија на еден друг систем. Дека таа солидарност тоа е популизам. Не е популизам, не, солидарноста во Германија што треба на судиите, на обвинителите, на докторите, на професорите, на кого ние во оваа држава ќе обезбедиме? Не е популизам, солидарноста не е популизам. Во Германија имате солидарност, субсидијарност од секогаш била и така е воспоставено 50 години е така. Оној момент кога Германија го напушти социјалниот пакет, социјалниот диалог, се појавија во Германија проблемите. Мора да има диалог. Јас сум убеден дека македонската политичка елита во сите домени е свесна дека кога имаме вакви социјални проблеми, секој треба да си го понесе теретот врз својот грб.
Но дали е свесна, господине Ѓорчев? Па мора да бидат свесни, па мора да бидат свесни. Ви делува дека е свесна? Господине мора да Ѓорчев, бидат свесни. се извинувам се. Да. Ако еден обвинител зема 100.000 денари плата, ако неговата сопруга не работи, ако живеат под кирија со две дечиња, па тој со крпени панталони треба да оди на работа. Добро, но господине Екимовски, дали се ова само така може да го сведеме? Моето размислување дека ние сепак, значи полека, но сигурно треба одредени делови од општеството да создадеме услови да имаат нормални и пристојни плати. Паралелно со тоа да ги заштитуваме луѓето со најниски примања. И полека, но сигурно да влијаеме како држава на подигање на продуктивноста на трудот. И сосема обратно тоа што го викате вие, прогресивно одоначување. Напротив, рамниот данок да ни привлече што е можно повеќе инвестирање во државата, за да можеме да вработиме повеќе луѓе, повеќе данок на добивка да остануваат, да пренесуваат компании кај нас во Македонија. Тоа е сосем обратен модел од овој што да нема класно разединување, рамниот данок е добар за инвеститорите, добар за инвеститорите, ама вие имате преку создавањето на вишокот на вредност, капиталот кој што учествува 23 до 24% во создавањето на ново создадената вредност, а добива 40% од ново создадената вредност. Значи, тоа е во ред да дадиме шанса тој капитал да се зголемува. Значи, бруто фиксниот капитал кој што се инвестира треба да дадиме шанса, оти само преку капиталот во такво општество одите напред. Но истовремено не може да заборавите дека вие сте и солидарен човек. Вие мора да учествувате да го понесете теретот на вашите плечи. Едно е да го поставите системот како што треба, а друго е да кажете после таква приватизација како што направи Македонија, кај што изгуби од 3,3 милиарди евра, сите ја направивме, цела Југославија таа. Не е така. Не е така. Јас сум бил. Тоа беше по моделот на Анте Марковиќ. Не. По моделот на Анте Марковиќ беше еден приватизација, по моделот на Јане Милјовски 93 беше друга приватизација. Значи ние во Македонија од 3,3 милиарди марки тогаш прости 1458 предпријатија во Народна банка, едно време јас работев и на таа проблематика, беа собрани 200 милиона марки. Колку е тоа прелеано општествен и државен капитал во приватни раце? Сега, бидејќи тие луѓе создаваат во Македонија, инвестираат, треба да им се овозможи и понатаму да инвестираат. Капиталот треба да го добие својот принос. Ја говорам за минимални отстапки, за солидарност. Таму кај што треба да покажеш свест дека можеш во даден простор и време една година на база на коефициентот, плани тоа го направи владата, се откажа од коефициентите, остана на истите плати. Значи, тоа сакам да кажам, дека вие можете законски, не да навлегувате во формулите, туку законски за откажувањето од тие што ви следуваат 220-250 евра, да речите, нема да ги земеме тие 220-250 евра, ќе останеме на тие 150.000 денари. Тоа е солидарноста. Јас ќе се откажам од 200 евра од мојата плата, ако 500 милиона евра е зголемена буџетската потрошувачка во една година. Дали ме разбирате? А замислите тие 500 милиона евра да останале во стопанството, тоа значи дел ќе се прелееле во платите на работниците, дел ќе се прелееле во нова опрема, нови машини, нови пазари, нови производи, нова економска пропаганда. Стефче, ама тоа се случува. Ние значи дозволи. Значи мојот предлог е замрзнување на буџетската потрошувачка ни микрон повеќе. Дури треба да одиме во нејзино намалување. Еве дозволете. Повеќе пари достанат кај стопанството, после сите работи ќе стојат на место. Ама остануваат. Еве земете 3,2% раст ако се покаже до крајот на годината. На 16,8 милиарди колку пари ќе дојдат во нови пари во Република Македонија? 520 милиони евра. Добро. Од тие пари што ги говорите, треба да се расподели колачот и на капиталот, да добие профит, да направи амортизација, да ги плати каматите, и на платите да пораснат согласно продуктивноста, и државата што велите се ги собере даноците да плати. Тоа е моделот. Ама тоа е модел кој што се однесува на тоа како се дели колачот од создадениот бруто општествен производ и новосоздадената вредност. Меѓутоа, говорам за еден друг модел. Тоа е моделот на свеста на човекот, филозофијата, како треба да живее еден човек достоинствено. Значи, вие кој имате проблем во една држава, кога се соочувате со социјална исклучивост, со проблем на многу луѓе, вие може да даете личен пример. Јас сум поборник на личен пример. Дајте личен пример. Имате во Македонија луѓе кои што имаат, да речеме, имот 5 стана, 3 стана. Па ќе го ночите едниот стан 5.000 денари, ама третиот ќе го ночите 100.000 денари.
Така се прибира. Во Скопје велат има 30.000 станови кои што не живее никој во Скопје. Не е точно. Па добро, вие повеќе знаете, сте биле. Колку има станови во Скопје кои што не живеат луѓето? Тоа значи дека имаме 30.000 кираџи, а ние не сме си ги оданочиле кираџи. Исто и тоа. Ама вие во вашата зграда знаете стан што седи празен заклучен? Нема. Па што да кажам? Ама мојата зграда е 40 години. Да. Статистички се води некој стан дека е празен. Ама исто така. Секој стан има кираџија. Само што не си ги собираме даноците, тоа е проблем. А дали тој што го издава ги пријавува парите со па значи имаме двојно оштетување на државата. Тој што плаќа кирија, ја плаќа во готово. Треба се префрли на локална самоуправа и локална самоуправа ќе си го брка. На секој стан ќе си звони. Тој данок на имот, ама знаете дека тоа припаѓа на локална самоуправа. Приход на имот и од приходот на имот може точно и тоа може да биде и данок на финансиска трансакција може да биде приход на локална самоуправа на тој дел каде што се управува со општината. А иначе дека стојат 30.000 станови, тоа се глупост. Добро, можеби не е толкова бројката, но има многу да што се говори, казјаат празни. Але најпросто е кажете му која зграда има празен стан да седи заклучен бе луѓе со години. Нема такви. Се е пуно со кираџи, само не се плаќа. Па затоа тие мерки, реформски мерки во делот на дигитализацијата, фактурата, електронското дигиталното плаќање ќе донесат секој што значи пазете има контроли, така ли инспекции има. Јас сум бил граначалник и вие сте биле, ќе пуштиме инспектори, ќе констатираме во таа зграда колку има. За да пуштам инспектор треба да биде мој приход, не може да пуштам инспектор за туѓи приходи да собира. Па ќе се бори ЗЕЛС, не се бореле секогаш јас во ЗЕЛС да биде данокот на финансиски трансакции, данокот не го собира, данокот им не го дава на локалната самоуправа. Па ќе дојде време кога ќе дојде до локална самоуправа, мислам. Во ред, сакам да поминем уште неколку теми. Господине Кимовски, исто така ме интересира на ваш став во однос на она исто што беше во фокус околу заплената на марихуаната. Беше вест дека досега, барем така беше објаснета како најголема заплена, според бројките 40 тони досега. Меѓутоа, обвинителство вели истрагата трае, засега немаме информации за уапсени, некако на некаков начин се добива впечаток дека многу врева, но без конкретни резултати. Вие се сегавате на змиско око. Добра. На крај сите бе ослободени. Значи, јас сум многу голем противник на вакви фанфари, на вакви големи акции, обсежни и така натаму, на тупање со барабаните, сликање како долина на волците у црниот дел и така натаму. Прво, дрогата, односно марихуаната, незиното одгледување е ѓаволска ова работа. Тоа е како да имате да одгледувате кобри, ама со бодликава жица да ги чувате. Ќе ви излезат надвор. Така и оваа работа. Значи, ние прво треба да видиме таа работа, за да ние ја одгледуваме во оваа држава, ние треба да видиме општество кое функционира безпрекорно. Евидентно дека од тоа се остваруваат приходи. Ама како може да има комисии кои својата работа не си обавиле? Ако комисиите си обавувале работа задолжена за таа работа, немало да има потреба сега од Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи ги лечи последиците, а причините се негде на друго место. Треба превентива. Молам? Превентива треба. Да. Второ, све ние што ни дадоа да чуваме се изгубивме. Стоковите резерви, кога го сме ги провериле, жито нема, прашно нема, јачмен нема, пченка нема, така ли беше, Марија? Така беше. Така беше. Стокови резерви, овци, крави и така натаму, оди преброј ги овците, нигде ги нема, третина од овци нема. Ние сме едно неодговорно општество кое што овие работи не можеме да си направиме контрола како што треба. Но, јас пак ќе кажам, не смееме да пренаглиме. Ако ова се насочи државата правилно како што треба и се произведува за медицински цели, како што слушам таа марихуана чини негде 40 милиона евра, значи треба да видиме, ако некој го прекршил законот, драстично го прекршил законот, треба да се сноси последици, треба да се види дали се тоа лесни престапи, крупни престапи и дали најтешко треба да одговараат тие што се фатени во криумчарење на друга. Ама ако вие него сте му го нашле во магазинот, ова стока, да кажеме, или ова марихуана, за мене знак прашање дали треба да одиме толку драстично. Значи, најлесно е дојди, собери го, тоа чини 50 милиона евра. Дали знаете дека таму еден вработен од 2000 евра нагоре имаат инженери, тие фармацеути, не знам, по 1000 евра немаат плати и тие што таму обезбедуваат, така натаму. Тоа се значи солидни приходи што ги остварува ова држава. Сега, ако вие индустријата ни паднала на
20-15%. Земјоделието ни паднало на 5%. Што ќе живееме билуѓе? А дајте да видиме како ова можеме да го укалапиме, да функционира како што треба, превентивата што вика колегата да биде како што треба, а овие што се огрешиле, што правеле, што криумчарали и така натаму, сургун на 20 години нека си одат. Добро, Но господине, во секој случај ја не сум за многу помпа затоа што ја има оплескано сите комисиите, сепак оваа влада е 20 на месеца на власт. Ме разбирате? Значи, и претходната, и ова, и така натаму. И уште една работа ќе кажам. Уставниот суд треба да се пробуди. Најсериозно треба да се посвети на тие измени со правилници што ги прават министри. Тие дискрециони права на министри се недозволиви. зборите генерално или Па еве, со тој правилник е дозволено да може да се чува и надворот Да, таму и кај што според се премиерот тоа е клучниот момент за Ама и злоупотреби. неговите министри прават измени на овакво на правилници. Значи правилникот постои за да се допрецизира законот и ништо повеќе. А не вие со правилник да смените кардинално да го истумбате законот наопаку. Ама затоа Уставниот суд тука треба да си реагира и такви екскурзии на министри треба да им ги поништува. Не можеш да правиш ти што сакаш како министри. Сепак закон оди транспарентно, оди во влада, оди на комисии, па во комисии во парламент, па има јавна расправа, па естевски издруженија реагираат така натаму, а измена на правилник Не тоа сме се- правилник тоа да го прави. Молам, Измена не сме да така биде. ли е? Значи, правилникот служи подзаконскиот так да се допрецизира законот или нешто што не е уредено таму, ама тоа не може такви кардинални измени на Да овој го звер. појасни, да го појасни, Така, ништо овој друго. цвер ти да земеш да го пуштиш и надвор да го носа да го транспортира без контрола. Тоа е грешка на системот. Добро, господине Ѓурчев, еве ваше гледиште како што очекувате всушност ова истрага Значи- да покаже? Значи досега има многу непознаници, кој профитирал, под чија заштита, гледате ли никаде еве било каква одговорност, па и политичка одговорност? Јас гледам оно што го говориме, за мене демократијата е процедура. Законот е донесен во Дом 2016 година. Потоа следи правилник, тоа е демократија. Појаснување, потоа следи уредба, и уредбата е многу важна, потоа следи упатство, најпрактично како треба да постапувате. Ако тие работи не се едно со друго усогласени, очигледно не били Па се усогласени. извини, се прават советувања, Да. семинари за таа едукација. И сега ви имате фирми формирате, а не знаете да речеме доаѓа собственик некој од Србија или од Црна Гора или од Словенија, вие мора да го проверите. Кој е тој човек? Нели, кога поднесувате еве барање да бидете некој функционер, ви бара дека не сте кривично осудувани, така и за ова. Тоа е закон за опојни дроги. Тој се промени. И учествува Министерството за здравство, Да, 2016 јасно. има АЛМЕТ, Агенцијата за лекови и медицински средства. Тие се тие две институции кои што треба би рекол најодговорно да создадат, и тоа го кажа министерот Азир Алиев многу паметно, сега ќе направиме петочлена комисија која што ќе ги утврди причините како можело да се дојде до тоа да канабисот како биомаса на канабисот неконтролирано, без полициска придружба, го напушти тој магазин без контрола, затоа што пазете оружје, канабис, такви работи, па и експлозиви. Сето тоа подлежи на многу ригорозна контрола. Јас секогаш во вакви работи сум државата да го превземе сега на некој начин управувањето и да каже ригорозно за таа работа ќе треба секој што одгледува по такви услови во соработка со тие институции кои што контролираат тоа. Не постоеле. Не постоеле. Да се дојде до тоа 40 тона да немате евиденција, да не биде. Ама чија одговорност е тоа? Тоа упорно се тоа е одговорноста на тоа. Недоследностите во законот. Се наметнува прашањето Недоследностите во законот. Дека и во јавноста се поставува, еве и вие сте и поранешен дипломат. На некаков начин се чекаше српските власти да кажат дека уште нема одговори како тие 5 тона исто така фамозни, како и дали поминале во Србија преку македонската граница. Постојано еве се бараат такви одговори. Дали е можно нашите институции воопшто да немаат информација? Затоа си постои обвинителство во Република Македонија. Тоа обвинителство ќе си ги направи на база на истражните действија, порано имаше истражен судија, сега обвинителството ги прави и ќе каже како е можно да излезат или нема да се поврзуваат службите и српската служба. Да. Ние сме и тука се поврзува, се мечираат податоците и се гледа кој е тој. Тој бил можеби тој српски државјанин имал лиценца да произведува тука. И
тој што е одговорен за тие 5 тона. Нели Да, беше но како српски поминале државјани? 5 тона Тоа е веќе прашање пакети, да дозволиме еднаш да не. Знаете, јас мислам дека најлоша работа е шпекулацијата. Да дозволиме обвинителството И никој да не смее да биде осуден. Значи, тоа е, некој да каже од оно што е струка, обвинителството работи јавна дејност, кривичното право е за безбедноста и сигурноста ваша, моја, на Стефче, и да обезбеди и економска стабилност, да обезбеди и да спречи евазија на Добро, даноци. прашањата се во контекст на дело системот и има на странски функционирањето инвестиции. за Јас сакам да корупција. кажам, Странски има и луѓе од надвор. Да, кои што Апсолутно, тоа е тоа едниот господин Мек ми една Драгнич. пријателка ми кажа дека во голем дел од овие фирми основач има задолжително и србин, и албанец, и македонец. Па се виде тој што го фатија господинот Драгнич на Алфа Фарм, Тоа е што трио беше објавен фантастико. од српските власти. Затоа велам дека ние она што го говоривме и за стоковите резерви и за други работи, кај нас многу бегло за резервите, тоа се викаше резерви на месо во жива стока, во што говоревте вие. Како исчезна, јас кога бев министер имавме милиони и пол овци, сега имаме 500.000 овци. Нито. 2/3 нема ни, 2/3 исчезна. Пазете, значи се работи системски, ние како систем не ги затвараме во сите аспекти што говорам, сите процедури, за да може утре да спречите вие некој да одведе едно стадо булуковци преку Шар планина или да донесе од другата страна еден булуковци. Значи вие тоа ако го дозволите, вие имате дупка во системот. Тоа е главното прашање, дали постои дупка во системот и дали ова е само резултат на корупцијата. И се уште не дознавме во државата кој бил одговорен за оваа работа. Кој е на врвот на пирамидата што е одговорен? Сигурно премиерот не е. Да. Сигурно некој министер не е, некој во некое министерство. Кој бил за оваа работа одговорен? Ова да го прати. Ако била комисија, која била таа комисија? Да, комисија при Министерството за здравство. За здравство и Малмет. Така е барем според Па сега да не законот, дојдеме како до ги ситуација, издаваат. види комисијата немала бензин, немале средства, ние со И не го вршеле инспекцијскиот надзор како што треба. И не треба. го вршеле. Зашто па немавме кола, немавме, ние така знаеме да не функционираме. Ние на полицијата не ја обезбедуваме материјални услови или на обвинителство како што треба, а не на комисија некој што треба да пратело. Рачунаме дека, види, волкот нема да ги нападне јагнињата. Ето тоа е тоа. Добро, ќе видиме што ќе покаже истрагата си како ова се начелно. Јас искрено очекувам овака. Ова сега беше циркус 7 дена. Сега следниот циркус сигурно 20 на луѓе ќе се уапсат. Па едно 10 дена ќе се бориме за тоа. Па уште една група после тоа. Дали ќе бидат вистински одговорните, тоа е прашањето. Добро. Во финишот сакам уште да продискутираме околу на некаков начин впечатокот дека се создаде некоја тензија на политичката сцена во последниот период, особено откако беше најавена таа владина реконструкција на пролет. Еве, господине Јакимовски, вие сте долгогодишен политичар. Како гледате во моментов на генерално ова прегрупирање и најави што се прават, особено искрите помеѓу владините партнери Вреди и Знам. Исто така имаше на некаков начин некои припирки помеѓу Мицкоски и Касами за тоа кој одлучува за предлог министрите во владата. Вака на прва, кој според вас треба да стравува од таа владина реконструкција и што би се нашол на листата на припирките да се околу тоа дали да даеме 600 евра минимална плата или не знам да направиме ваква политика, све се припирките околу пленот. Дали некој е задоволен од пленот што е освен на изборите. И некој не е задоволен од тоа што го добил и тука се кавгите. Немаме ние расправа и полемика за политики. Која политика ќе даде најдобри резултати во општеството? Која ќе биде најпропулзивна? Која политика ќе не влече најбрзо кон Европа? Која политика ќе не излече најбрзо од сиромаштијата? Која политика ќе ни создаде услови за инвестиции, за развој на предприемаштво? Ние немаме таква дискусија. Ние цело време имаме дискусија за поделба на плен. И тоа се нервозите меѓу како да кажам, владата, односно ВМРО-ДПМН има стабилно свое мнозинство, а реално минорно е учеството на Влен и таа коалиција. На оној колач што беа научени во претходната влада не може да го остварат, бидејќи тогаш таа влада СДСМ имаше 28 пратеници, сега овие имаат 57 пратеници, не ни можеш да очекуваш да имаш толку колку што очекуваш и битката е таа за поделбата на пленот. Но мене ми е жал што ние не дискутираме и немаме конфликти околу концепти. За многу приземни работи ние се расправаме. Добро.
И јас, еве, господин Таравари, кој што, еве, јас го почитувам, ке го слушнеш, еве, бил на некоја емисија, кажува федерализација, федерален концепт на буџетски приходи, федерализација на Македонија. се што се Другиот па изнаслушавме ќе од каже етнички Македонија трета албанска држава. Абе, кажете нешто за економијава, кажете нешто за како подобро да живееме и македонци, албанци, дај да не знаеме што да правиме со парите, дај нешто околу тоа, мајко му. Така, господине Ѓурчев, како вие гледате генерално, кој треба според вас да стравува од оваа владина реконструкција, колку сте задоволни од ова функционирање на владините министри генерално, и гледаме вреди ќе се обединува во еден политички субјект, колку фактички таму битката која што е врие и во беса на Касами се препугува со министерот Лимани, па кажуваат кој треба да си оди, кој треба да остане. Кога имате коалициона влада, вие отстапувате од вашите идеолошки платформи, за да можете да функционирате како што треба. ВМРО-ДПМН е партија десно од центарот, Народна партија, ВЛЕН уште не е профилирана каква партија е, знаме лево од центарот. Така што идеолошката платформа сега на некој начин е ставена на страна, во основа коалициона влада треба да функционира на база на државните интереси. Што е во овој момент битно за Македонија? Кој е носечки? Дали е тоа реформскиот пакет 2024-2027, дали е тоа преговорите во врска со Брисел во делот на нашиот европски пат, преговорите билатерални со Бугарија и Грција, со сите други држави. Да, и со оглед на тоа што каскаме со реформската агенда и реформските за реформската закони. агенда, да ви кажам право, знаете, тоа со реформите, да ви кажам искрено, реформата е ирационална работа. Знаете што значи реформа? Од една форма во друга да направите. Ние толку многу реформи сме направиле, говорам за од 2001 година, во толку многу области, што дури сме и пренормирани во одредени области. Реформата која ќе кажат мора да се направи до тој датум, не е така. Ако ви имате полза од тоа, реформите се некојаш ирационални, земете Истанбулската конвенција. Таа е убава за родова равноправност меѓу заштита на жената, насилството. Ама тоа не значи Мила Царовска да почне да пишува трет род, родител 1, родител 2, тоа го направивме ние во Македонија. Добро, сега мислев на овие последни што се чукуваат. Тоа сега да ви кажам, реформите се важни или не, ќе ви кажам други примери кои што се важни. Ние изгубивме 60 милиона евра ИПАРД, првиот ИПАРД 2007-2013, затоа што не баравме дерогација дека немаме се уште имотен лист. Имавме поседовни листови од поранешната Социјалистичка република Македонија. Но таму имате 100-годишно движење на имотот од вашиот дедо, ваше лично. Значи, вие кога правите реформа, ја правите за добробит на луѓето, а не ја правите реформата зашто ви рекле до тој датум мора да направите. Добро. Повеќе е политика тоа, политички одлуки се, Украина какви реформи прави? Дали ја смени војната состојба, го смени председател? Добро, ова е согласно препораките што се очекуваат нели од и нас. на пример и се дават реформи, се дават закони тогаш кога ќе ги завршите, кога ќе бидат навистина издржани и кога тие законот треба да го и етичка димензија да има, тој треба правилната пишана норма да одговара на вашите етичко размислување како треба да биде уредена државата. Затоа мислам дека тоа реформите, ама во основа тоа е суштината да прашањето беше сега само конкретно за конкретно да се направи на крај сме. Да се направи тоа што треба да се гледа во државнички интерес. Многу не е важно кој ќе биде министер. Многу не е важно. Очигледно гледаме дека на дел од коалиционите партнери важно. Јас ќе го спомнам Safe City. И сега, не гледам, например, гледам од албанските партии скокна, па дури неуставен суд даваат и така натаму, ама дали имало албанци у тоа што ќе го гледале Safe City? И пораките исто не биле на албански. Не гледаат да дадат придонесе ли сите ние. Слушај, дали со Safe City ние ќе го запреме со бракеот, ќе го укочиме со бракеот, ќе ја зголеме како да направиме да имаме и доволно пропулзивен сообраќај и безбедноста на граѓаните. Значи место тука да се даде придонес, ние гледаме чекај дали ќе го гледа албанец или македонец, ќе гледал во камерата таму каде што се печателе казните и така натаму. Гледате на колку тоа симплифицирано се спушта политиката во Може ли да нашата се надмине некогаш ова во државава овие етнички поделби и гледањето низ етничката призма, па и на политичките блокови како? Кога ќе доволно силни премиери кој ќе му каже ако мислиш нешто во интерес на државата да работиш добро, ако не напушти ја владата, ама ќе падне владата, нека падне и владата. Не ви се допаѓаше одговорот моментално ако имаме такви ситуации кои што вели колегата ќе се конфронтираме околу државни интереси, а не околу вакви интереси, дали од мојата партија или од твојата, дали од мојата националност или твојата, ќе гледала камерата, тука развој на општеството нема. Гледаме и самите докаде не додоведе партизацијата на општеството.
Значи, направи од нас едно тотално неефикасно општество од секој аспект. Гледате, ова што се случува ако општеството, ако администрацијата беше професионална, ја ви гарантирам дека ова немаше да ни се случи со канабисот. Ако професионалци таму седеа во министерството, ама пошто си Добро, партиски, веројатно, да, има и сите политичка партии одговорност. создадовме услови да ја Ќе видиме. партизираме толку државата и практично државните интереси се ставија на страна и ние имаме еклатантен пример каде цело време партиските се ставаат над државните, а се колнеме во државните интереси. Реално. Добро. Повелете за крај. За етницитетот. Проблемот каде е? Етницитетот е темелен производ на културата. Значи, тој е културен идентитет на секој човек кој што припаѓа кон една етничка група. Ако го извадите од културата и го сместите во политика, во администрација, тогаш државата не може да функционира. Само културолошки вие може да го надградувате етницитетот. Ако се дискутирате дали министрот е албанец, македонец, влав, турчин, не знам, тогаш сме ја сгрешили работата и државата нема да функционира правилно. Добро. И затоа одговорот на Мицковски е добар нака сами од моја голна гледање, мислам. Така треба да биде. Ви благодарам и на двајцата што бевте дел од Благодарам за Самоистина. поканата. Да. Вам почитувани ви посакувам пријатен викенд со програмата на Канал 5. Поздрав.